Една мала грешка, само 0,15 Hz и бум. 3 земји потонаа во мрак. Општ хаос, градови од милиони во темница. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Дали причина беа екстремните временски услови, грешка во електричната мрежа или нешто многу помрачно, сајбер напад? Вистинската причина се уште се истражува, но едно е сигурно, модерниот живот е многу покревок отколку што мислиме. На 28 април 2025 се случи незамисливото. Масовен прекин на електричната енергија ги зафати Шпанија, Португалија и дел од Јужна Франција, оставајќи околу 60 милиони луѓе буквално без електрична енергија. Ренфе, националната железница на Шпанија, пријави 116 запрени возови со околу 30.000 патници заробени на патот. Семафори ги нема. Градовите западнаа во хаотичен сообраќаен колапс. Аеродромите беа во прекин, болниците се префрлија на агрегати. Дури мобилните мрежи и интернетот се урнаа. Интернет сообраќајот се намали за речиси 40% во Шпанија и Португалија. Шпанија дури прогласи и воредна состојба и ја распореди војската и полицијата за одржување на редот. Продавниците имаа празни полици веќе за неколку часа. Системите за плаќање со картички откажаа. И сето ова во хиперповрзано општество. Виновникот мал пат на фреквенцијата на струјата од 0,15 Hz. Тоа предизвика автоматско исклучување на електраните, вклучувајќи ги нуклеарните реактори низ целиот регион. Властите тврдат дека прекинот на електричната енергија предизвикал значаен прекин во мрежата што довело до губење на 15 гигавати, околу 60% од енергетските потреби на Шпанија за само неколку секунди. Но што го предизвика тоа почетно пореметување? Тука работите стануваат уште поинтересни. Дали тоа беше редок атмосферски феномен? Некои експерти тврдат дека необичните временски промени предизвикале осцилации во високонапонските далноводи, дестабилизирајќи ја мрежата. Или беше технички дефект? Неравнотежата во производството на обновлива енергија можеше да предизвика домино ефект по почетната грешка. Некои се сомневаат и во саботажа или сајбер напад. Со оглед на силната поддршка на Шпанија за Украина и Газа, постоја истравување од можен дигитален државен удар, но досега нема докази што го подкрепуваат ова. Или сето тоа е само кршливоста на модерните системи, како што беше случајот со прекинот на електричната енергија во Италија во 2003 година, или глобалниот сајбер колапс во 2024, потсетувајќи не дури дека и најмалата слабост може да гурне целиот систем. Веќе следниот ден, повеќе од 99% од шпанската електрична енергија беше обновена, но остануваат прашањата. Како може една од најмоćните мрежи во Европа толку лесно да се распадне? И дали тоа може да се случи повторно и да има потрајни последици?